Маж со нож убил жена, сосед со секира усмртил две лица. 40-годишен маж до смрт ги претапал мајка му и баба му во центарот на Скопје. Приближно ова се расчестените убиства во Македонија, додека мафијашките престрелки, ликвидации и екзекуции, како таа во старата скопска чаршија, остануваат нерешени со години. Токму ставањето на сите случаи во ист кош, МВР го користи за да статистички покаже на јавноста дека криминалот опаѓа, што е далеко од реалноста. Па така МВР, во обид да покаже успех со расчистувањето на убиствата, располага со статистика од која може да се заклучи дека во последниве 10 години само 10% од убиствата во земјава се нерасчистени, а при тоа за ниту една мафијашка пресметка или ликвидација во последниве 6 години не постои ниту еден обвинет, ниту осуден. Нема заштита за ниту еден и треба да бидеме најасно дека заврши времето кога имаше заштита. За убиството на Мартин Нешковски, заштита за низа на убиства кои се случуваа во тоа време и кога ова МВР беше нарекувано со едно друго име. Фактите се тие, а пред фактите и боговите молчат. И додека министерот се фали со статистички бројки цитирајќи дека пред фактите и боговите молчат, да видиме што покажуваат фактите. Полицијата засега не знае ниту кој, ниту зошто или што е мотивот за двојната екзекуција во старата скопска чаршија. Освен информациите дека станува збор за наркобосови и нивни меѓусебни нерасчистени сметки, официјално МВР засега не открива ништо од истрагата. Убиениот Жила не го дочека расветлувањето на вооружениот напад што го доживеа во Александар Палас во 2019, а исто така не дочека ниту прочуениот во криминалното подземје Камери Дризи, која преживеа престрелката, но беше убиен по 2 години, а МВР не откри кој го уби. По една година од убиството на помладиот брат во пресред на празникот Рамазан Бајрам беше убиен и постариот Јонус Идризи со пукање од автомобил во движење, додека седел во чеџилница во Скопски Чаир. Во таа покутница имаше повредени, но инцидентот разврска досега не доби. МВР се уште не ги најде сторителите на двојното убиство во Чаир кои се случи на 5 март пред 2 години, кога беа убиени две лица на возраст од 28 и 24 години. Полицијата тогаш на местото на настанот најде чаури од пиштол и автоматска пушка, а не е позната причината за убиствата, како и тоа кој стои зад нив. Не се целосно расчистени ни случаите со убиството на Розвелтова од 2018, ниту па кој пукаше на партизанска во близина Лептокарија. Долга е листата на нерасчистените мафијашки ликвидации за кои МВР досега не открила кој стои зад нив.